Почитувани гледачи, денеска ќе почнеме со една актуелна тема, тоа е Алијанса за албанците. Мој гостин е пратеникот и подпредседател на партијата Елми Азири. Добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Вие сте се уште подпредседател на партијата Алијанса за албанците. Да. На која од овие две, бидејќи ако се слагате сега Алијанса за албанците личи на албанското знаме, на двоглавиот орел, едната глава гледа на лево, другата на десно. Како ќе заврши оваа работа? Лага да ти кажам, добар пример зеде, затоа што ние како партија се викаме Алијанса за албанци. Се надеваме дека и двете страни ќе останат на платформата, на програмата и на идејата, на каузата што до сега ја представуваше Алијанса за албанците. Јас сум подпредседател на партија од 2017 година на Алијанса за албанците со овие луѓе, со овие пријатели, со ова структура и сметам дека вака треба да продолжиме. Што се однесува до правниот аспект, не е моја работа да толкувам, затоа што кога јас би толкувал или би одлучил, се разбира, се знае како би бил финалната одлука за овој проблем, но како изгледа работата ќе остане судот во Тетово да решава за печатот на партијата, односно за правно-формалниот аспект каде всушност припаѓа Алијанса за албанците. Дали ние сметаме дека печатот или има и други аргументи, бидејќи вие останавте со села, така? Сега председател на партијата. Јас останав таму кај што бев. Ама таму сега е председател за еден села. Таравари веќе поднесок до судот во Тетово, вие се уште чекате. Јас мислам дека со ова работа се занимават правниот тим во партија. Јас мислам до крај на неделата и нашите пријатели, нашиот тим, значи ќе пристапи кон судот во Тетово за почитување на правната процедура. Господин Азири, има ли уште движење на едни од една страна во друга, на членови, на симпатизери? Знаете од Централното собрание, од председателството? Ние сме сите пријатели, ние 10 години. Но веќе не сте. 10 не би сакал да зборувам за личните односи, за човечките односи, бидејќи во таа насока јас што знам, не гледам причина да се заоструваат односите. Но ние зборуваме тука за политичкиот дел, бидејќи ние со дел од луѓето, било на ова страна, било на таа страна, сме и емоционално поврзани, но сепак, освен тоа, ние сме homo politicus, значи, особено како подпредседател на партија, како пратеник, независно од личните односи што ги имаш со луѓето, имаш и политичка одговорност и во таа насока треба да донесуваш одлуки. Добро, почнавте, рековте дека платформата, значи дека двете страни треба да продолжат истата платформа, како и да е. Јас би сакал. Добро, би сакале и тоа не интересира нас како гласачи, како граѓани, но политичката платформа веќе господинот Таравари ја изнесе вчера, мисля, чини дел од тоа беа ако памтам 3 барања за промени на уставот. Тоа е внесла бугарите во уставот, 20% да се отстрани од уставот и председател да се бира во собрание. Дали тоа истата платформа што сте имали претходно? Значи овие елементи од платформата, овие елементи од програмата не се од денеска, не се од вчерашната пресконференција. Дали и вие останувате на? Апсолутно, ние сме промотори на таквите идеи што се однесуваат до овие промени. Don't call me 20%, значи беше кампања направена од Алијанса за албанците пред 5-6 години, кога ние бевме против тој омалажувачки однос, омалажувачка дефиниција што се однесува до албанскиот јазик и правевме кампања, инсистиравме и кај нашите колеги од политичките партии на македонците и со меѓународната заедница кога зборевме, кажавме дека ова не личи на една демократска држава која тежнее кон Европска унија. Тоа е еден дел од се разбира, остануваме на тоа, но ние свесни за потребата од донесување на уставните измени, свесни од приоритетот што го има и државата и регионот во целина,
кога се донесе, кога се гласаше францускиот предлог во собранието, ние не условувавме со 20%, давајќи приоритет на европската перспектива на земјата, имајќи ги во предвид сите случувања, околности, предизвици што ги има регионот. И во таа насока ние кажаме дека во ред, еве, уште еднаш ќе правиме отстапки, односно ќе толерираме поради приоритетот што го има државата. Се разбира, тој е дел од нашата програма, што и јас сум учествувал во пишувањето на таа програма и на таа платформа. Сега, во последно време чудна работа е што господинот Таравари, мојот пријател, морам да кажам, овие ставовите он избра да не ги кажува пред партиските органи, туку да ги кажува пред председателите на другите опозициони партии и преку пресконференција или преку Фейсбук, што за нас се разбира е неприфатливо и не сме виделе досега причина зошто сите овие ставови да не се произнесат пред органите на партијата и заедно да дискутираме. Древно политички, бидејќи Таравари се определи за опозицијата, вашиот предходен став, кој Таравари го знаеше на Централното собрание, беше да имате самостоен настап. Ако кај него дошло до промена, дали кај вас сега се случува нешто друго? Останувате на ставот или вие имате преговори, па вие сега имате слободен избор да одберете или ќе одите сами или ќе одите во коалиција со некоја друга партија? Знаете како. Ако сте разговарали, ако имате време за тоа, треба да разговарате. И порано во партија имаше различни мислења. И со доближување на датумот на изборите, тие мислења лека полека добиваат во замав, добиваат во динамика и се прошируваат секаде низ структурата. Имајќи ги во предвид овие разни мислења, Централното председателство на партијата одлучи заземе став за Алијанса за албанците да се представи само на избори. Се со цел да се чува партиската структура, да не се подели една на лева или една на друга страна. Затоа овој став беше ваков. Моментално кога збориме, се уште за мене важи тој став, дека имаме одлука на Централното председателство. Не е променета? Не, поединецот никогаш не може да биде над колективните органи. Моментално кога збориме, одлуката е Алијанса за албанците да настапи сама на изборите. После случувањата во партија, треба една мала реорганизација на органите што останале и се надевам дека многу брзо ќе имаме средби на Централното председателство, на Централниот одбор и ќе дискутираме за можни промени на ставот. Само Централното собрание, кој е поголем орган од Централното председателство, може да го смени тој став. Дали ќе се смени или нема да се смени, не можам денеска моментално да кажам. Зависи од тоа кои аргументи ќе бидат на маса. Јас сум против фрагментаризација и против сегментаризација на гласачкото тело, особено албанското гласачко тело, затоа што еве гледаме, имаме од една страна 5 партии, 6 партии, од друга страна ќе останат 3, 4, 5 партии и значи ќе биде како да се изразам. Да ви помогнам. Ако биде таква потребата, тоа ќе ако останете сами, ќе бидете некоја осамена структура која што неизвестно ќе влезе во овој тежок изборен циклус, каде што сите се групира. Без разлика на принципите што сте поставили. Да, апсолутно. Бидејќи политиката е прагма на крајот на краиштата. Ама битно е во овој дел да се зачува автентичноста на политичката мисла на Алијанса за албанците. На граѓаните не гледат црно-бело, но да има и некоја друга алтернатива која можеби ќе влече одреден број на гласови. Јас не велам дека треба вака или онака, но сакам да се воздржувам на одлуката што го има донесено Централното председателство. За други начини на излегување на избори јас не сум прозван, моментално немам право. Се разбира, јас може да имам моје мислење, но моето мислење важи за партиските органи. Таму кога ќе се дискутира,
Јас, ако имам мое мислење, ќе ги наведам моите аргументи и врз тоа ќе заземам став. Се додека еден колективен орган на партија има одлука, јас сум обврзан да зборувам само за таа одлука. Времето е брзо и ве гази, вие треба и на суд додите, треба и Централното председателство, Централното собрание, останатите играчи на политичката сцена ќе ве побрзаат уште повеќе, а и граѓаните треба да знаат со кого имат работа. Имате ли разговарано за председателски кандидат, да речеме? Не. Ништо ли не разговарате се? Не, само малку. Па вака, внатре во партија кај нас... Веројатно не чекате да се случи сами работите од себе. Не, Љубиша. Те разбирам. И јас имам мислење дека сериозните политички партии најмалку 4-5 месеца пред денот на избори треба да бидат подготвени со сите манири. И со кандидатите, и со штабови, и со се. Но кај нас во Алијанса за албанците, мислам, јавноста ги знае случувањата, преовладува мислење дека овие случувања кај нас не биле стихични, дури и временската димензија беше добро планирана, се со цел да и се наштади на Алијанса за албанците. Така преовладува мислењето во јавноста и во структурата. Се разбира дека сите овие случувања нас не одзема време за да донесеме одлуки за одредени прашања. А што се однесува до председателските кандидати, ние нити сме знаеле дека господинот Таравари ќе биде кандидат председателски, затоа што кога сме зборели ние со него, значи он категорично ја отфрлаше таа можност. Значи, јавни господинот Цела и господинот Лога како генерален секретар кажаа дека збореле неколку пати со господинот Таравари и имаше понуда, значи ако одлучил како председател на партија за да излезе како председателски кандидат, да се спремиме како партија, он категорично отфрлил. Зошто го направи Таравари ова? Дали ја издаде партијата? Не знам зошто. Дали имате чувство дека ја издаде партијата? Значи, и ја стави во ваква ситуација? Да, партијата е во многу тешка, мислам. Не е во многу тешка состојба, затоа што ние покажавме дека имаме капацитет за одреден временски период да се врати. Да. Но се разбира дека беше еден удар кон партијата. Зошто он го направи ова, јас не знам. Неговите мотиви искрено не ги знам. Па сте пријатели? Не, ние се разбира дека сме пријатели, сме можеби и емоционално поврзани. Вака, имајќи ги во предвид сите случувања, значи како се случуваа внатре во партијата, мислам дека би требало да има влијание надвор, затоа што последните 2 месеци ние сме имале само една средба во Централното председателство 29 декември, ако можеме да ја наречеме Централно председателство, затоа што тој ден имавме и партиски коктел, нели, за крај на годината. И се разбира, нема можеби сериозност во дискусијата во тој момент. Во меѓувреме, господинот председателот на партијата имаше можеби секојдневни средби и со господинот Меджити, и со господинот Гаши, и со господинот Касами, имаше и со господинот Али Амети, имаше и со други чинители политички и во реонот, но за жал немаше средби со нас. И ова беше можеби малку чудна работа, нели? Еве сега и за ова прашањето што ми го постави за председателските избори, можеби господинот Таравари не чел наша поддршка, бидејќи имаше, според зборовите на господинот Цела и господинот Лога, збореле за ова работа, како генерален секретар и како председател на собранието, ако си спремен, да се спремиме како партија, он категорично отфрлил. Сега, зошто биле побитни понудите од Билал Касами, од Офрем Гаши, од Изет Меджиди, него нашата понуда, искрено јас не можам во овој момент, нели, затоа што немам факти, немам аргументи. Од надвор, на кого мислите? На Америка или на некој Мислам регион? на другите така наречени опозициони партии во албанскиот блок. Од надвор, кога рекови, дали имало влијание од надвор од Македонија? Јас кажам. Дали од надвор од Македонија имало? Не сум толку Бидејќи паметен за... одева сите во Приштина. Па, се разбира дека беа таму. Не мислам дека лично не би сакал Приштина да ја сметам надвор.
и Елбин Курти не би сакал да го сметам надвор. Но Па не е тој тука како не е тука, но Ако е Еди Рама надвор, зашто Курти би бил тука? има па исто. Нам ни пречи, генерално мене ми пречи. Вака Вам не ви пречи. И Еди Рама и Елбин Курти, јас мислам дека имат разни начини како да влијаат врз секојдневниот живот во смисла на подобрување и внатрешна коезија и влијање врз помагање на државата и на македонските несите. Ние вечно сме сега меѓу Тиранска и Приштинска платформа. Ние треба да си имате македонска платформа. Апсолутно не се зборува тука ни за Тиранска, ни за Приштинска платформа. Овие термини се наметнати од разни центри кои сака да ја жестуваат атмосферата тука, не се зборува за никакво такво инсистирање. Сакам да кажам дека за нас беше неприфатливо секојдневната комуникација на господинот Таравари со другите опозициони во наводници конкурентски партии за Алијанса за албанците. Во меѓувреме ние тешко можевме да стапиме, сакам да кажам, сериозно во кулуарите на партијата, во органите на партијата, иначе телефонски може да се слушаш, ние пак сме пријатели. Само уште едно прашање. Дали меѓу сите овие средби што ги имаше, за кои што знаеме сите дека ги имаше, и со СДСМ и со останатите партии, може да излезе вистина дека имал Таравари средба и со лидерот на ВМРО ДПМН? Дали сега предпоставувате дека може би тоа се случило? Вака, ние може да предпоставуваме. Дали може да предпоставувате? Да, верувам дека може би имало средба. Факти и аргументи немам, така се шпекулираше во јавноста. Господинот Мицковски во една емисија инсистираше да се снима неговата изјава, да се чува неговата изјава, дека ова ќе се случи во Алијанса за албанците. Ние го слушавме, се чудевме како може човек, мислам, плюс да инсистира на тоа, он сам го кажал. Зашто го кажал он тоа? Ќе го викнете еден ден, ќе го прашате него. Значи, се шпекулира дека може би имало средба со господинот Мицковски. Јас факти немам, аргументи немам, не може да докажам, но тоа што се зборува во јавноста не е отфрлено и можноста да имале средба. Благодарам што бевте гости во утринската програма на Слободен печат. Се надевам дека ќе имаме можност уште да разговараме откако ќе има мала разврска на постојано. Благодарам за поканата и да дојдеме во почисти времиња, кога маглата е веќе трната. Се надам дека ќе биде така. Благодарам. Уште денеска продолжуваме со останатите содржини во утринската програма на Слободен печат.